Почитувани, безуспешна координирана операција за дискредитација спроведена од букарските служби и нивните соработници во Македонија. Имаме основано сомнение покрепено со точни информации и факти дека во моментов се води координирана и насочена операција на дискредитација против Република Македонија, против владата предводена од ВМРО ДПМНЕ и лично против премиерот Мицковски. Оваа операција се спроведува со употреба на класични хибридни методи: ширење лажни информации, конструирани афери, фабрикувани документи, лични и семејни дискредитации и злоупотреба на човечки трагедии и економски инсинуации. Сите овие активности кои се засилуваат по секој пораст на бугарската дипломатија во европските институции се водат од мрежа на медиумски портали во Бугарија, зад кои стојат структури на бугарските служби и блиски кругови до националистичките партии. Во таа мрежа се вклучени портали како Tribune.bg, Lupa.bg, Epicenter.bg, Pogled.info, како и стотици така наречени mushroom веб страници кои секојдневно серијски продуцираат лажни вести. Сомнежите за постоење на такви дезинформацијски мрежи се веќе документирани и од меѓународни извори. Уште претходно, DFR Lab или Digital Forensic Research Lab разобличи мрежа од стотици координирани портали со потекло од Бугарија, кои се користат за ширење антизападни, а и антимакедонски наративи. Според нивниот извештај, тие функционираат преку субдомени и синхронизирани Facebook страници со цел поддршка на агенти кои се косат со вредностите на демократијата, стабилноста и евроатлантскиот курс. Дел од овие содржини, за жал, ги превземаат и портали во Македонија блиски до СДС, а некои завршуваат и во традиционалните медиуми. Оваа координирана операција нема идеолошка основа. Таа е мотивирана од реваншизам и од очајот на бугарската политика, што веќе ги нема своите полтрони во Македонија. Денес, кога Македонија има стабилна влада и јасен став, станува јасно дека нема веќе бизниси, пасоши и тајни договори во замена за уставни промени и историски откажувања. По судата на бугарските позиции во Европскиот парламент, активирана е старата мрежа на дискредитација. Очигледна е и улогата на СДС, која наместо да се дистанцира од ваквите деструктивни операции, продолжува да учествува во нив со замислата дека ако и наштети на ВМРО ДПМНЕ, ќе се врати на власт. Но вистината е една. Со ваквите постапки СДС и нанесува директна штета на Македонија. Се здружија сите домашни предавници, штом Бугарија доживеа тежок пораз во Афет. Прво се појави Апасиев, не им успеа, па следуваше ново подбуцнување. Жерновски да биде полигонот преку кој ќе започнат новата тура на лаги против премиерот и Македонија. Но нема да им успее. Македонскиот народ знае кој се бори за него, а кој тргува со туѓи агенди. Тие што ја предадоа и ја продадоа државата, сега со истиот тој ѓонод образ со кој не подпиша и не понижија, се осмелуваат да зборуваат за пасоши против оној кој денес со сите сили се обидува да го заштити она што тие го уништија. Апелираме до јавноста, медиумите и институциите да ја сватат сериозноста на оваа операција. Ова не е борба против една партија. Ова е безуспешен напад врз македонскиот идентитет, врз суверенитетот и врз правото на самостојна надворешна политика.